Во пресрет на денот на убиството на најголемиот македонски идеолог и борец за македонска државност Гоце Делчев на 4 мај, чие име го носи училиштето во Кавадарци, денеска беше одбележан патрониот празник. Пред бистата на Гоце во дворот на основното општинско училиште, делегација на основното училиште кој го носи неговото име, советот на општината, на локалната власт и на општинскиот комитет на ВМРО ДПМЛ Кавадарци положија свежи цвеќиња. Потоа на присутните им се обрати директорката на училиштето Весна Ангеловска, која не подсети на 116 годишнината од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Почитувајќи го неговото име, заеднички ја почитуваме и нашата историја. Името на Гоце со златни букви ќе биде запишено во нашата историја, рече Ангеловска. Ние ја развиваме наставата и инклузивниот наставен процес во склад со времето и интерактивното образование, внимавајќи на моралните и интелектуалните способности на учениците. Ки развиваме квалитетен образовен процес во чекор со современите трендови, додаде таа. 4 мај се навршуваат 116 години од смртта на идеологот, организаторот и предводникот на македонското национално движење Гоце Делчев. Ние сме горди што патронот на нашето училиште бил учител, просветител и е бастион на македонското револуционерно движење. Гоцевото име, неговото грандиозно дело е вградено во цврстите гранитни столбови на македонската слобода. Почитувајќи го неговото име и споменувајќи ги неговите големи дела, сите ние заеднички ја почитуваме историјата, бидејќи без почит на историјата и минатото не можеме да имаме светла иднина. Името на Гоце Делчев, како досега и понатаму ќе остане запишано со златни букви во македонската историја. Ние како училиште кое го носи името на Гоце Делчев се наоѓаме на полето на културен напредок и следејќи ја идеологијата на нашиот патрон, ги почитуваме потребите и разликите на секој ученик. Развиваме инклузивен наставен процес, исполнет со интелектуален, емоционален, социјален и морален развој во согласност со неговата возраст и интереси. Наша цел низ целиот процес на современо интерактивно образование е длабоко да ги вткаеме традиционалните, културните и етичко-моралните вредности кај учениците. Секој од нив да ги прифати знаењата, вештините, но и вредностните ставови кои допринесуваат за развој на здрава личност, која пак е мотивирана да изгради професионална иднина и да гради позитивни ставови кон општеството и семејството. Како двигатели на најблагородната професија, центарот околу кој се движат сите иновативни, функционални и едукативни идеи и предизвици, постојано ги следиме сите обуки за унапредување и професионален развој. Преточените искуства, стручноста и желбата да се пренесат знаењата на генерациите кои доаѓаат, резултираат со успеси на нашите ученици, високо рангирани на многобројните општински, регионални, државни надпревари, па дури и награди на светско ниво. Преку проектите од Еразмус Плюс програмата, нашите ученици имаат можност за соработка со ученици и на училишта од цела Европа. И при тоа за размена на несекојдневни искуства преку јакнење на почитта кон останатите култури и традиции. На тој начин им овозможуваме да зборуваат сите на еден јазик кој се нарекува другарство без граници. Почитувани, како директор на ова училиште, моите предизвици и мотивација се насочени пред се кон обезбедување на квалитетен воспитно-образовен процес за нашите ученици во чекор со современите трендови за постигнување на повисоки резултати. Во соработка со градоначалникот и локалната самоуправа на општина Кавадарци, во периодот кој следи, ќе се изведуваат голем дел на активности кои се планирани со развојниот план на училиштето и мојата програма и се во служба на подобрување на условите за работа на учениците и наставниците. Преку стратешките планирања за подобрување на секој сегмент во функционирањето на училиштето, сите заеднички придонесуваме за создавање на поуспешни идни генерации на ученици, кои со своите дела ќе бидат
двигатели на целокупниот општествен систем и подобра иднина на Македонија. На денешната свеченост во Општинското основно училиште Гоце Делчев, Мајкл Георгиевски и Бошко Бошков беа прогласени за ученици на генерацијата, а за 10 и 20 години поминати на работа во ова училиште како наставници, неколкумина добија јубилејни награди. За освоени први, втори и трети места на општински, регионални и државни, па и на светски надпревари, на голем број ученици им беа доделени дипломи и награди за нивната успешна презентација на училиштето надвор од општината. Исто такви награди беа доделени и на ментори. Основното општинско училиште Гоце Делчев поради ваквиот настап на надпревари е меѓу најуспешните кај нас. Инаку 9 од одделенците кои годинава го завршуваат своето основно образование во училиште, со пригодни зборови и нивни представници се простија од наставничкиот колектив, а по повод патрониот празник беше изведена и пригодна културно-забавна програма од самите ученици.